Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Социјалдемократскиот сојуз утре ќе одржи седница на Централниот одбор на која се очекува партијата да го избере новото раководство. Информацијата ја потврди лидерот Филипче во вчерашното гостување во тема на денот во Централниот дневник на Сител. Тој рече дека веќе е готов списокот со лицата кои ќе бидат дел од новото раководство и дека тоа ќе биде комбинација од искусни и млади луѓе. Во овој момент Филипче е единствениот функционер на Бихачка, откако на почетокот на месецов на негово барање оставка си поднесе целото раководство. Промените во партијата доаѓаат по лошите резултати на локалните избори и се погласните барања за внатрешни реформи. А од СДСМ и денеска продолжуваат со истата приказна која туркаат повеќе од една недела. Мигранти доаѓале кон Македонија, а државата ги примала бидејќи немала пари, тврди и денеска партиската портпаролка на пресконференција. Со договорени имигранти за пари, ДПМН ја предаде Македонија, ја продаде за пари, за скапи кредити врз грбот на народот. Цела недела одбегнуваа да одговорат на нашите повици, одбегнуваа да ја потпишат резолуцијата во која што експлицитно стои дека нема да дозволиме да се носат мигранти. Наместо да застанат заедно со нас, поднесоа контрарезолуција. Контрапротести, контрарезолуција, лажни вести, закани со кривични пријави, исто како во времето на Никола Груевски. Со контрарезолуцијата, ДПМН знам, го потврди она што СДСМ со денови го говори. Постои договор мигранти за пари. Државата, почитувани, е во тешка финансиска состојба. Дупката моментално е 1 милијарда евра. Трезорот се затвара пред време, доцнат исплати за породилно, доцнат исплати за социјална помош, на ДДВ, нема пари за плати и пензии. Но парите не и требаат на власта за граѓаните, туку за пумпање пари преку наместени тендери и бизниси. А ВМРО ДПМН денеска во собранието поднесува своја резолуција против, како што стои во неа, манипулациите на СДСМ и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Координаторот на пратеничката група во секој момент треба да одржи и пресконференција на оваа тема. Партијата утрово испрати и писмено соопштение. Со оваа резолуција се става крај на манипулациите на СДС за мигрантите и организираната и координирана кампања од страна на опозицијата, која влева несигурност и паника меѓу граѓаните. Лажните сценарија на СДС паѓаат во вода, државата има јасна политика против нелегалната миграција, нема мигрантски кампови, има резолуција која носи стабилност и сигурност. ВМРО ДПМН јавно ги осудува политиките и одлуките на поранешната влада на Зоран Заев, со која беа отворени можности за создавање на кампови за мигранти спротивно на националните и државните интереси. Резолуцијата е составена од 9 точки, во неа стои дека се осудуваат дезинформациите за наводно прифаќање мигранти и изградба на кампови, се потврдува дека такви политики не постојат, ниту ќе постојат, се поништуваат сите претходни аранжмани на владата на Заев поврзани со мигрантски кампови и се повикува на одговорен јасен говор, заштита на безбедноста, стабилноста и меѓуетничките односи, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Вице-премиерот за политички систем Љупчо Димовски, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и амбасадорот на САД Анџела Агелер се обратија на настанот за јакнување на институционалните капацитети и одбележување на соработката меѓу САД и Македонија. Имаме дел од обраќањето од таму. Партнерството помеѓу нашата земја и Соединетите Американски држави во областа на јавните финансии не е административна соработка, туку долгорочна инвестиција во стандардите, институционалниот интегритет и транспарентноста. Овие програми директно придонесуваат за поефикасни институции, подобро управување со ресурсите, намалување на ризиците и поголема заштита на граѓаните. Дозволете да изразам искрена благодарност до Трезорот на Соединетите Американски држави, до амбасадорката Агелер и до сите експерти од Канцеларијата за техничка поддршка кои со посветеност работат со нашите тимови. Наш врвен национален приоритет, кој го делиме со Соединетите држави, е успешно завршување на процесот на евроинтеграциите. Тоа не е само формална политичка цел, туку суштински развоен процес,
кој ги дефинира нашите стремежи кон стабилна, праведна и напредна држава. Поддршката од Соединетите Американски држави е клучна во реформските процеси во низа области: демократизација на институциите и граѓанското општество. The success of this partnership is a testament to our shared commitment and the open, collaborative environment fostered by the Ministry of Finance. Reforms will help diversify financing, expand capital markets, and reduce reliance on external debt. Each line of effort directly impacts the lives of businesses and citizens in North Macedonia and in the United States. Околу 350 вработени во управата за матични книги за утре најавуваат бојкот во работата. Односно нема да ги извршуваат работните задачи иако ќе бидат присутни на работното место. Револтирани се што цела година надлежните не им ги потпишуваат колективните договори со кои би добиле зголемување на платите за 20%. Велат дека земаат минималец и ако не им се зголемат, може не и генерален штрајк. Да не кажам година дена преговараме за да се потпише колективниот договор во делот каде што вработените заслужуваат и сите што сме преговарале кажуваат дека заслужуваат 20% да земат за специфично за тежината, за условите што ги имаат, работат со строго доверливи документи класифицирани, меѓутоа за жал до ден денеска немаме конкретно решение и сме принудени на еден ваков чекор, каде што имавме состанок во прошлата недела и вработените донеса одлука утре, значи вторник, вработените ќе бидат на своите работни места, меѓутоа нема да работат, нема да се издаваат никакви документи, никакви решенија, одлуки, било што они се надлежни да ги издаваат. Ние како управа сме една од најбитните управи, без изводи, без запишување на бракови, на умрени, ништо не може да се случува. Дури граѓаните не можат и кредити да земат ако немат венчаница или извод. Се уште трае рехабилитацијата на повредените во пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Нашиот штипски дописник јавува дека вкупно 143 лица кои настрадаа во пожарот повторно биле прегледувани од мултидисциплинарен тим на лекари, а извештаите покажале дека значителен дел од пациентите веќе ја завршиле својата терапија. Трајан Ристовски е на оваа тема. Вкупно 143 лица повредени во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани беа повторно прегледани од мултидисциплинарен тим лекари од Кочанската болница и клиничките центри во Скопје, кои се активно вклучени во нивното лекување и рехабилитација. Анализата на податоците се уште трае, а првичните наоди покажуваат дека кај значителен дел од пациентите здравствената состојба е стабилизирана и терапијата е завршена. Тоа се претежно млади луѓе кои биле хоспитализирани краток период и се здобиле со полесни повреди. Тоа е еден динамичен процес каде што не престанува, значи ние не ги оставаме, не се заборавени, значи следењето се континуирано и во однос на тоа понатака како ќе биде следењето, кои од нив имаат потреба да бидат следени од пулмолог, значи ќе треба да ги превземат колегите од пулмологија. Оние што имаат потреба од третмани на лузните во смисла на само корекција од дерматолог ќе бидат исто така превземени од клиниката за дерматовенерологија. Во моментот во Кочанската болница на физикална терапија редовно доаѓаат помеѓу 20 и 30 пациенти. Дел од нив поради работни и образовни обврски, терапијата ја реализираат и во здравствените установи во Штип и Скопје. За пациентите кај кои ќе биде потребна посложена корекција на лузните на телото и лицето, особено ако тоа подразбира третман надвор од државата, одлука ќе носи лекарски конзилиум. Треба да се направи малку пообемен план во однос на тоа дали лекарите ќе бидат донесени, значи специјалисти од одредени области ќе бидат донесени во Македонија или повредените би биле испратени во нешто што не може да се направи кај нас, би биле испратени и во кои центри би биле испратени, пак ќе зависи од тоа, значи ќе треба, доколку се одлучи, ќе треба да се контактира соодветниот центар, дали ќе може да го прифати, значи сепак е тоа малце посложен процес. Во процесот на рехабилитација се вклучени и медицински експерти од странство, меѓу кои физиотерапевти од Велика Британија и пластични хирурзи од Белгија, кои во текот на месецот ќе извршат дополнителни проценки за понатамошниот тек на лекувањето. Посебно внимание се посветува и на пациентите со респираторни последици од вдишувањето чад, од кои дел веќе го завршиле лекувањето во Јесеново. За Сител, Трајан Ристовски.
Земјотрес со локална Рихтерова магнитуда од 3,3 степени утрово во 7:20 бил почувствуван во Скопје и околината. Како што информираше Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, епицентарот бил регистриран на 42 километри северно од Скопје во епицентралното подрачје на косовскиот град Урошевац. Нема информации за предизвикана штета. Водата во Скопје е безбедна за пиење, покажуваат податоците од направените анализи на 150 примероци од 42 мерни места. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, соопштија од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. За да се следи квалитетот на водата што ја пијат скопјани, Водовод секоја недела објавува податоци од извршените мерења. Вечерва во 18 часот во центарот на Скопје ќе бидат запалени празничните светилки, со што и официјално ќе започне празничната програма во главниот град. Како што најави од град Скопје, празничната магија се враќа на плоштадот Македонија, каде граѓаните ќе можат да уживаат во богата програма, празнично украсен амбиент и изненадувања за сите генерации. Со овој настан ќе биде означен и почетокот на новогодишните и божикните прослави. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски упати покана до сите скопјани да присуствуваат вечерва на заедничкото палење на светилките, нагласувајќи дека празниците се време за радост и заедништво. За 15 на минути од сега најавена и пресконференција на скопскиот градоначалник. Наша екипа ќе биде таму, сите информации ќе ги имаме во вестите во 16. И Охрид ќе биде еден центар кој ќе привлекува луѓе за новогодишните празници. Надлежните велат дека градот има капацитет за квалитетна новогодишна понуда и привлекување на туристи и во зимските месеци. Пресметките покажуваат дека од почетокот на годината бројот на туристи е поголем за над 5%. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска на оваа тема. Охрид има капацитет за привлекување туристи во текот на целата година. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков најави дека се работи на зголемување на бројот на гости надвор од летната сезона, кои би ги посетували останатите градови од Македонија со своите природни и културни убавини. Мораме да работиме Охрид да живее и надвор од сезоната, бидејќи навистина во овој период има што да се види и можеме да имаме 365 дена во годината туризам. Од тие причини лани го потпишавме договорот со РСД компанијата која што носи секој ден по 200 туристи. Тоа е посебен лет кој што доаѓаат во Македонија, прават една кружна тура, го посетуваат Скопје и Охрид и така да мислам дека тоа е една фина бројка надвор од туристичката сезона и се разбира дека тие туристи се субвенционирани од страна од владата и Министерство за култура и туризам. Работиме на тоа да го зголемиме бројот на туристи надвор од туристичката сезона. Во периодот јануари-октомври 2025, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,4%, а зголемување има и на бројот на ноќевањата, покажуваат статистичките податоци на Државниот завод за статистика. Се уште е рано да се зборува, но бројката е, се разбира, од претходната година е далеку зголемена по бројот на ноќевање. Можеби не толку во летниот период, но кога ќе расширите, бидејќи имаме веќе и туристичка сезона и надвор од главната туристичка сезона, тогаш бројката е каде зголемена. Добрите познавачи пак велат дека потребна инвентивност и од страна на туристичките работници да креираат богата вонсезонска понуда која ќе опфаќа активен, рурален, планински, културен и верски туризам. Нина Ритоновска, Сител телевизија.